Нас, и вас, сите кои ова вечер решивте да ги оставите сите други работи и своите блиски и да сами или заедно со нив гледате профил на Сител телевизија вечерва. Ќе ги запознаете и нашите гости на вечерта, а ние да кажеме дека она новинаство која ние го учевме, една идеја се фаќа од почеток, се анализира, истражува, се зема став, ако сте коментатор, ако новинар, само се дистрибуираат информациите, и та крај и човек мора да остане која идеја ја разгледува и истера до крај. Ние покажавме дека го имаме тој обичај да онаму сите елементи на чистина, да кажеме дека минатата година, отприлика во ова време, зависи кој датум го земето, но секако година дена се поминати, се случија протести во Скопје против некои нешта кои се случува околу педагошкиот факултет. Тоа беше, ние го кажавме, некој го прифатија, некој не, македонска пролет. Имено овие денови некои аналитичари или новинари од другите медиуми сакаат во една друга прилика или во еден друг контекст да го потреба зборот македонска пролет, што не држи. Тоа е метафора позната во политичкиот речник многу одамна, но особено од случувањата во Прага 68 месечини, од тамошното палење на Јан Палах, студентот пред налетот на тогашната советска армија, и обично таја пролет во политиката или во општествениот живот поточно се врзува за нешто што е надпартиско, за нешто што е граѓанско, за нешто што значи револт на граѓанскиот и цивилниот дел од општеството против некои видови на пресии за во областа на демократијата. Секако врзување на терминот македонска пролет за било која партија го девалвира самиот термин. Тоа е само моето мислење, а во текот на емисијата ќе видиме некои други, а на крајот на емисијата ќе си го чуете и своето мислење. Значи, наши гости година дена по студентските протести се они од кои се почна. Еве. Саки почутиме? Добро. Мирјана Китановска и Филип Петровски. Мирјана Китановска е студент на Педагошката академија, односно Педагошкиот факултет во Скопје се уште. Филип Петровски тогаш абсолвент на Филозофскиот факултет, сега стварно на крај дипломска. Така, оние кои се сеќаваат, ние ќе пуштиме од нашата режија малку инсерти, минута и ќе почнеме со тој разговор. Ќе биде интересно. Дали можеме од режијата да добиеме и тон на овие инсерти? Добро, тоа бе инсерти после година дена. Филип, имаме тука дама, не само затоа што вчера беше 8 март, нема врска со тоа. И официјално и неофицијално носител на студентските протести беше Педагошкиот факултет. Ева ќе говорам на ти. А ти, Мирјана, беше председател на тамошната студентска организација. Од вас све почна, пред година дена одека се видовме. После тоа се дигна неочекувана галама